Се надеваме дека тоа ќе донесе плод и подобро согласување на деловничките норми. Второ би сакал да поставам едно прашање, бидејќи вчерашната седница на која што бевме подготвени да ја завршиме до крај, да ја завршиме општата расправа по однос на деловникот, за да може да преминеме на членови на амандмани или согласување на истите. Беше прекината со најава дека денес ќе биде присутен од страна на председателот, поканетиот господин Питер Ван Хојте, за да даде одредени видувања. Гледаме дека е одсутен оваа седница, па би сакал да прашам дали отсуството се должи на некоја недоволна комуникација со господин Ван Хојте или можеби негово поинакво согледување на ставовите кои што беа предочени од председателот на анкетната комисија. И третата работа по однос на она што досега беше најспорно, предлогот за 2 гласа на председателот на анкетната комисија во споредба со другите членови на комисијата, кој што сметаме дека е недемократски и неуставен. Имаше еден аргумент кој што беше тука изложен пред јавноста и членовите на комисијата, дека таков случај постои во Словачка, каде што некои комисии или некои пратеници или некои председатели на комисии имаат право на 2 гласа во комисијата. Ние го имаме преведено целиот деловник на Словачкиот парламент, член 73, член 84, каде што се определени гласањата, посебно на Националниот совет, комисиите, според одредбите од деловникот на Словачкиот парламент, и гледаме дека таму комисиите работат според принципот еден член, еден глас, еден пратеник, еден глас, и одлуките се донесуваат со мнозинство од вкупниот број на членови на секоја комисија. Па би сакал да добиеме едно појаснување за кој словачки парламент и за која комисија се работи, каде имаме двоен глас на председателот на комисијата.